Јавното обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција не го испочитува рокот за обезбедување информација за тоа како тече и каков е статусот на обвинителниот акт во врска со трагедијата во клубот Пулс, истакнаа родителите на загинатите на 33-тиот марш за ангелите што се одржа во Кочани. Во обраќањето до обвинителството, тие нагласија дека не бараат ништо повеќе од она што го гарантира законот, односно навремена законска и непристрасна постапка, како и јасен одговор околу обвинението. Согласно начелата на владење на правото, законитост и еднаквост на сите граѓани пред законот, покажавме трпение и одговорност и во период од 3 плюс 3 месеци не побаравме информација за текот и статусот на обвинителниот акт. Тоа го сторивме со цел да ја овозможиме на надлежната институција непречено и професионално постапување. Меѓутоа, рокот што беше јавно и институционално најавен со краен датум до 12.12.2025 е пробиен, без доставено образложение, без официјално известување и без преземање видливи процесни действија. Дополнително загрижува фактот што службеници на Министерството за внатрешни работи, кои се осомничени во конкретниот предмет и понатаму се наоѓаат на слобода и се движат меѓу граѓаните, без јасно познати мерки на предпазливост, суспензија или друга форма на институционална одговорност. Од Сдруженијето 16 март 2025 Кочани побараа одговор кои се причините за пробивање на утврдениот рок и какви мерки се преземени или ќе се преземат во однос на осомничените службеници на МВР. Подсетуваме дека службениците на МВР согласно закон имаат зголемена одговорност поради природата на нивната функција, овластувањата што им се доверени и довербата што им ја укажуваат граѓаните. Непостапувањето или одоговлекувањето во вакви случаи, каде осумничени се токму лица задолжени за спроведување на законот, создава основен сомнеж за селективност, што е спротивно на основните принципи на правната држава. Отсуство на навремена реакција и транспарентност директно ја нарушува правната сигурност, ја подкопува довербата во институциите и остава впечаток дека постои институционална толеранција кон евентуални незаконски действија извршени од службени лица. Нашето трпение не е неограничено. Во отсуство на итен и јасен одговор, ќе бидеме принудени да ги искористиме сите законски и јавни механизми за заштита на правдата и јавниот интерес. Молкот и одоговлекувањето повеќе не се прифатливи. Бараме одговор. Вообичаено, маршот за ангелите тргна од паркот на Револуцијата кон Трговскиот центар, потоа кон управата за јавни приходи, полициската станица и основниот суд и обвинителството во Кочани. За разлика од претходните маршеви, изостана масовна подршка од граѓаните. Исто така го немаше и големиот транспарент со ликовите на загинатите во пожарот, што наместо начело на колоната беше истакнат во салата Сашо Лазарев Чапо, каде во чест на кочанските ангели се одржа меморијалниот турнир во борење легендите на Спартак. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.